Од 18 до 22 денари за килограм, во зависност од сортата, ќе се движат годинашните откупни цени на македонските јаболка. Минималната цена на сортата Ајдарет од прва класа да биде до 18 денари со тенденција за пораст, а додека за другите сорти таа да се движи од 20 до 22 денари за килограм. Ова беше договорено на вчерашната инаку втора средба во последниве 10 дена помеѓу јаболкопроизводителите, откупувачите и министерот Трипуновски, а во пресред на официјалниот старт на годинашниот откуп. Тие ќе бидат веќе од понеделник истакнати, треба да бидат истакнати на секој откупно место. Она што јас можам да го ветам према земјоделците дека процесот ќе следиме преку земјоделскиот инспекторат, да помине се согласно законите и процедурите, она што сме го практично договориле. Ќе следиме состојбата и секоја тенденција за зголемување нормално согласно потребите на пазарот ќе биде и нормално и корекција на самата цена. Според Трипуновски, ова е прв пат после долги години навремено и на заедничка маса со сите инволвирани страни да се формираат откупни цени, со што Министерството и на дело ја покажувало подготвеноста да биде вистински партнер на земјоделците. Ваквиот нов приод најде на одобрување и кај откупувачите, кои сметаат дека само ако имало задоволни земјоделци, ќе имало и добри откупни компании. Сортите да бидат минимални цени од 20-22, се зависи од сорти па нагоре. Индустријското јаболко почнува со цена од 8 динари, со тенденција и тоа од поборувачката да расти на повисоки цени. Тоа ќе го пратиме во текот на следните недели. Инаку, во последниве неколку години, македонските јаболкопроизводители постојано се жалаа дека заради целосната негрижа на државата драстично се намалува производството, а добар дел од родот, заради отсуството на пласман, особено по избувнувањето на војната во Украина, завршуваше и во водите од Преспанското езеро. Сега пак, според министерот Трипуновски, во наредниот период, Министерството останувало отворено за да се разговара за сите програми и поддршки кои што треба да ги дава, како и за измените на законите и процедурите, кои што ќе значат дефинирање на одредени слабости, кои што низ годините се случувале во текот на откупот.